1 март беше одбележан светскиот ден за борба против дискриминација, нулта дискриминација, меѓутоа ние и во месец март ќе го опфатиме како една точка која што треба да ја говориме. Сега кога станува збор за дискриминацијата, јас веќе во мојата најава за господинот Душан Томшич, кој што ќе ја кажам и неговата титула, член на Комисија за спречување и заштита од дискриминација, ни доаѓа и, како што веќе споменав, ни носи убави содржини од аспект на тоа дека во нашава република, според некои статистички податоци, најголемата дискриминација е по национална, етничка припадност, а на високо место доаѓа и политичката определба. Добро утро и добре ме дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ајде да одиме со она прашање прво, колку често луѓето пријавуваат дискриминација? Па од година во година може да забележиме тренд на пораст на пријавите. Тоа пред се, значи дека расте свеста кај луѓето и ја препознаваат веќе нееднаквоста. И со тоа расте и улогата на самата Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Дај Боже да нема представки, но сепак живееме во општество каде што има нееднаквости на многу нивоа и по многу основи во нашава држава. Значи не се поднесува веќе, туку едноставно се реагира. Затоа што може би во минатото, јас не знам и колку било оваа гранка толку многу и распространета и колку многу се говорело јавно на медиумите, меѓутоа доколку се навредел некој така натаму, останувало на навреда во затворени кругови дома, а драго ми е доколку се оди веќе чекор напред и доколку луѓето пријавуваат, поднесуваат представки за да се искорени тоа. Кој облик на дискриминација е најчест? Па кој облик? Највеќе има директна дискриминација, тоа е кога некој директно му се загрозени правата во однос на одредена група на луѓе, понатаму следува индиректната дискриминација, тоа е она навидум системска, каде што одреден неутрален закон може да доведе до нееднаквост на одредена група на луѓе. Имаме интерсекцијски дискриминации, повеќе кратни дискриминации ни се случуваат, така да најчесто облик е директната дискриминација, која што се случува директно кон одредено лице или одредена група на лица. Најголем процент од овие дискриминации се случува во областите на работните односи, значи околу 43-4% се случува на работа, на работно место, потоа имаме членување во синдикатите во последно време, имаме доста зголемен број на пријави, понатаму следуваат образование, спорт, култура. Во сите области во државата има нееднаквости кои што луѓето се почесто и почесто ги пријавуваат. Вие ме обезбедивте и некои статистики дека најмногу случаи на дискриминација се утврдени врз основа на национална или етничка припадност. Како одат останатите дискриминации? Па највеќе имаме од 2024 по етничка и тоа во разни области. Имаме дискриминација во образование, значи имавме случај каде што дури на табло во училиште две групи на ученици од различна етничка припадност никогаш не биле заедно сликани на едно табло. Едната етничка припадност била сликана на едно табло, втората етничка припадност на друго, што е запрепастувачки, и тоа се работи за Скопска општина. Комисијата реагираше на овој случај и увидува луѓето дека се случува нееднаквост и таа работа е поправена. Значи по етничка припадност имаме за пристап до јавни добра, има многу места во Македонија за жал кои што се рурални, помали, кои што се уште и во 21 век немаат пристап до вода. Имаме еден успешно решен случај во Казандол во Валандовско, каде што на реакција на комисијата и на утврдена дискриминација, лицата кои што живеат таму добија вода од водоводот на општина Валандово. Понатаму имаме ситуации на етничка припадност во работните односи, каде поради својата етничка припадност одредени групи во случајот и на жени добија отказ, значи таму имаше и интерсекцијска дискриминација, беа жени, основот беше род, пол, етничка припадност. Тука исто така утврдивме дискриминација, така да етничката припадност некако ни се случува насекаде. Исто така во делот на образование имаме општини каде што е утврдена дискриминација по однос на сегрегација, значи одвојување на етнички групи ученици од останатите. Такви во Штип, Битола, Кочани се однесува на учениците роми, каде што
така се запишуваат, да кажеме, во одредено училиште, тие училишта го добиваат називот ромски училишта и тука има еден ефект каде што другите етнички групи се запишуваат во други училишта, нека да одат во тоа училиште што им е реонски определено со закон. Тука има и пресуда од Европскиот суд за човекови права, Елмазови, кој што се однесува на Штипи на Битола. Министерството за образование и наука направи измени во Законот за основно образование, ќе видиме тоа како ќе функционира во пракса, она што радува дека општините реагираат на тоа што ние им го даваме како мислење и препораки, соработуваат со нас, се надеваме дека ќе успееме полека да ги отстраниме овие нееднаквости кои што ни се случуваат и да кажеме на нивото на образование. Така, не се само овие дискриминации во прашање, имаме и дискриминација по политичка определба. Многу ме интересира, господине, какви се претставките, доколку припаѓам на одредена политичка партија, ме навреди пријателот кој припаѓа на друга политичка партија и во тој случај ли се обраќаат до вас? Па не се само навреди, за жал ние во 30 години политиката влезе во сите пори на општественото живење. Најголемите случаи при промена на политичката гарнитура добивате решение каде што ве симнуваат неколку места подоле од местото каде што сте работеле. Или ако се пријавите на оглас кој што е објавен, многу често и не ве избираат поради вашата политичка припадност, значи тоа се едни работи кои што не треба да се случуваат, дека сепак администрацијата треба да биде професионална и оние лица кои што со години работат без разлика кој е на власт, не треба така лесно да се откажуваме од нив, бидејќи таа, да кажеме, политичка деградација во однос на работното место доведува да овие луѓе ја напуштаат администрацијата и ги губиме најспособните, може да кажеме, кадри кои што долго време и се едуцирале и државата вложувала во нив и совесно си ги работат своите обврски. Така да тоа многу често ни се случува, за жал, и тоа не знам како може. Самите треба да станеме свесни дека тоа не треба да биде така. Ние како комисија препорачуваме, но сепак одлуката е кај највисоките лидери на сите политички партии и гарнитури во државата да се договорат дека тоа не треба да биде така. А во однос на комисијата, колку е лесно или тешко докажливо ова, дека некој е, да речеме, на работа подложен на мобинг поради припадност на одредена политичка партија? Колку се добиваат, сакам да кажам, овие случаеви? Па не е лесно да се докаже, да, точно, но сепак треба да има компаратор дека одредени лица од одредена друга политичка партија не се третиране на истиот начин како што е состојбата кон лицето кое што пријавило дискриминација. Значи, ние тука ја гледаме нееднаквост. Ако биле тројца, двајцата успеале нели да си ги остварат своите права, едното лице кое што е од сосема друга различна гарнитура и тоа особено ако е од другата политичка страна не успева, значи тука гледаме дека се создава нееднаквост. Значи некои многу лесно поминува низ системот, доколку има политичка поддршка, докато другите не може тоа го направат. Највеќе се гледа кога сте вие деградирани неколку места. Значи кога сте работеле на повисока позиција па ве враќаат 4 места подолу, тука е најлесно, мислам, да се утврди, се гледа една тенденција и се гледа дека сакаат да му наштетат на лицето кое што му се случува тоа. Така, едни од најгласните дискриминирани се лицата кои што имаат одредена сексуална ориентација. Кажете ми како постапувате по овие прашања и дали нивните представки се многу бројни? Па има представки така и во однос на различната сексуална ориентација. Овие лица се и највеќе подложени и на исмејување, понатаму и на насилство и дури во образование, нели? Најчестиот основа за насилство е различната сексуална определба. Постапуваме во овие случаи, утврдуваме дискриминација. Кај нас јавноста не е секогаш расположена да ги слуша овие теми, но сепак исто тоа се лица кои што треба да ги имаат правата како и сите ние други, без разлика на тоа како се чувствуваат или каква сексуална ориентација имаат. Не би ги нарекла најинтересни, затоа што сигурно на лицата кои што им се врши дискриминација не им е интересно, меѓутоа кои се најзагадочните случаи со кои што сте се сретнале како комисија? Па има многу случаи, значи има од дискриминација поминуваат случаи на насилство, има случаи во образование каде што децата трпат булинг постојан поради нивната различност, да кажеме атипичен развој или сексуална ориентација, често се малтретирани од своите врсници, но она што е попречено, да, она што е пострашно е дека и некогаш и самите стручни служби и училиштата не реагираат соодветно на тоа што им се случува на децата. И обично овие деца од жртви стануваат обратно насилници, на нив се префрла вината, што не е точно. Значи контролираниот булинг
предизвикува и понатаму пореметување во психофизичкиот развој на самите овие деца. Тоа им се пресликува и понатаму во животот. И сметам дека на најмали години треба многу да се говори на темата, треба да има многу јасни механизми за заштита како треба да се постапува во рамките и на образованието, но и понатака во делот на работните односи, за да луѓето не го чувствуваат тој непријатен став према нив и неможноста да се ги остварат своите права само затоа што се различни по нека основа. Значи, пак повторувам, ние сите сме еднакви. Сите сме еднакви пред законот, тоа е многу битно, дека не се бара ништо специјално, туку сите без разлика како се чувствуваат, од каде припаѓаат, од каде доваѓаат, дека законот е еднаков за сите и уставот на нашата држава вика дека нели сите сме еднакви пред законите во државата и само тоа е она што треба да го прават и државата и сите оние кои што овозможуваат остварување некакви права на сите луѓе во нашата земја. Господине Томшич, како постапува комисијата откако ќе утврдите постоење на дискриминација? Откако ќе утврдиме постоење на дискриминација, ние носиме мислење. Тоа мислење јавно се објавува на нашата веб страница. Мислењето се упатува и до жртвата на дискриминација, но и до дискриминаторот. Во самото мислење на крајот ние даваме препораки со тоа како сметаме дека треба тој што ја стори дискриминацијата да постапи во иднина. Зависи од степенот и од видот на дискриминацијата, колку е обликот помал, нели, тогаш даваме препораки да се извините или нели да не постапувате понатаму, но додека колку степените растат, ако е повисок степен, значи се оди со посериозни препораки, некогаш се препорачува ако е дискриминацијата од државен орган и да се сменат одредени закони, се дава определен законски рок во трајање од 3-6 месеци во зависност од дискриминацијата да се отклонат овие слабости, доколку не се отклонат, ние имаме обврска понатаму да поднесеме прекршочна пријава до соодветниот суд, кој што понатаму нели го гони сторителот на дискриминација заради непостапувањето по мислењето на самата комисија. И законот какви казни утврдува за лица? Тоа се глоби парични најчесто, значи во одредена висина врз основа на тежината на прекршокот, но понатаму може самото лице доколку смета да поведе и сам постапка пред суд и тогаш ние може да му помогне нашето мислење, но може да се јавиме како помагачи во судската постапка, како пријатели на судот, за да можеме да му помогнеме на самото лице да ја потврди сторената дискриминација, да бара оштета, нели, од другото лице за тоа што му е сторено. Што во случај кога дискриминатори се малолетни лица? Во случај кога дискриминатори се малолетни лица, тогаш се пристапува кон образовната институција и кон родителите, но сегде онаму каде што може да има влијание кон малолетното дете, значи малолетните лица доколку се во образование, образовниот систем има чекори кои што тоа дете нели треба да ги помине, но сепак сметам дека кај малолетните и кај малите, младите треба да се работи повеќе на превенција. Треба во рамките на самите училишта да има повеќе разговори за тоа дека сите сме еднакви, дека без разлика кој од каде доаѓа, како се чувствува, од која етничка припадност е, дека во школото сме сите заедно, она што е многу малце симптоматично и ние го приметуваме од нашата страна дека нашиот образовен систем низ годините форсира учење на етничките заедници на нивниот јазик, што понатаму во животот доаѓа до уште поголемо разединување на етникумите во нашата држава и веќе сме сведоци на одредени генерации кои што не може да се разберат на ниеден од јазиците кои што се говорат во нашата држава и сметам дека тоа само покажува дека ние како држава не успеваме до крај да изградиме едно мултиетничко општество, дека треба многу повеќе да работиме од мали години и децата да ги учиме заедно да растат. Како во минатото порано имало мешани класови, сме имале сите другарчиња од различни етнички комши, сега се случува да се премногу поделени оделенијата по етничка основа и тоа доведува до паралелно растење на нашите генерации и тоа се препораки да колку повеќе заеднички активности да имаат младите помеѓу себе, толку подобро. Значи ние треба тоа да го правиме на ниво на спорт, на ниво на култура, на ниво на образование, значи имаме
да кажеме, еве сега со Фудбалската федерација на Македонија едни почеток на превентивни активности каде што вие имате младинска фудбалска детска лига секој викенд каде што се собираат многу деца на едно место, многу родители на едно место и ние тука треба да започнеме да им ги испраќаме пораките дека нели спортот ги обединува, не ги разединува, дека заедно може да го играат спортот, така заедно може и да растат. Тоа се пораките, мислам дека младите се иднината на оваа држава, дека ние многу повеќе треба да вложиме во заедништвото отколку сега и сметам дека и јавните личности и оние што се на функција треба да внимаваат во јавните изјави што ги даваат, бидејќи тие го креираат јавното мислење, дека од она што тие го говорат може да биде говор на обединување, но може да биде и говор кој што дискриминира и што оправдува дискриминацијата, и затоа би апелирал сите лица кои што се на јавни позиции или избрани функционери да нели со својот говор придонесуваат кон создавање на еднаквост и кон создавање на толеранција во нашето општество. Ја споменавте оваа иницијатива со Фудбалската федерација, кои се останатите активности кои што се предвидени годинава за нулта дискриминација, што е и вашата крајна цел? Па ние сега на 16 април е закажана презентација на годишниот извештај за 2024 година, каде што ќе се презентираат оние статистики за број на пријавени, број на решени предмети, по кои основи, нели, во кои области. Таму ќе се разговара и на теми кои што нели се важни за општеството. Понатаму имаме еден годишен настан кој што почна минатата година, се вика Разговори за еднаквост. Во 24 година тој беше посветен на инклузивното образование. Оваа година во 2025 ќе биде посветен на обезбедување на соодветно домување, бидејќи за жал ние во нашата земја се уште имаме места кои што се неурбанизирани, каде што живеат луѓе во субстандардни услови. Ако ние сега примивме на информација дека дури 21 населено место нема пристап до вода за пиење, каде што соодветно ќе интервенираме и сметам дека таа тема треба да се отвори и таа ќе биде некаде на почетокот на месец јули. Ќе ги повикаме сите нели луѓе кои што работат во оваа фела да поразговараме отворено за обезбедување на соодветни домови за или и урбанизација на овие населби бидејќи во овие населби живеат и дечиња кои што понатаму нели треба да бидат и успешни граѓани. Соодветниот дом е понатаму и се она останата кое што значи пристап до правата. Во последниот период од годината планираме да организираме еден настан регионален кој што ќе означува 5 години од носење на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација. Ќе бидат повикани сите тела за еднаквост од регионот и ќе зборуваме регионално за тоа во кој правец се движиме во однос на еднаквоста, бидејќи како што ги гледате и регионалните и европските трендови се повеќе се создава омраза, стигма која што понатаму доведува до поделби, кои што нели имаат ефекти врз случувањата во нашата држава. Кажавме дека сакаме да направиме на превентивни активности и кампањи со Фудбалската федерација. Тука ги поканивме и канцеларијата на УНИЦЕФ да бидат учесници во оваа кампања, Министерството за спорт кој што ја прифатија понудата, Министерството за социјална политика и млади. Веќе утре имаме состанок на кој што ќе дискутираме и дебатираме како можеме ние да пристапиме кон младите преку спортот, да ја шириме идејата за еднаквоста и да нели промовираме позитивни вредности и да направиме спортски амбасадори каде што младите ќе можат да се поистоветуваат со овие луѓе, да имаат позитивни примери во иднина, да растат и да се развиваат на начин кој што е правилен. Да. Ви благодарам за гостувањето. Се гледаме во некоја друга прилика. Може ја сака Македонија да дојде на некој од овие убави настани за сите заеднички да дојдеме до таа нулта дискриминација.